Повторно се запали депонијата Буково во Охридскиот регион, а најдиректно погодени се жителите од околните села. Додека противпожарните екипи и комуналните служби на терен се борат да ги задушат последните жаришта под слоевите отпад, за луѓето кои живеат во непосредна близина, ова се непроспиени ноќи и борба за чист воздух. Густ чад, миризба на изгорена пластика и затворени прозорци во сред лето. Ова е сликата особено во селото Крушје, кое се наоѓа во непосредна близина на депонијата. Секоја нова активност или палење за овие луѓе значи директна закана по нивното здравје. Се гушине. А знаете колку смртни случаи има од овај час до претежно ние сме постари луѓе, а имат и деца мали имат. Не знам јас што мислат за овие луѓе кај нас. Ова е прав тероризам, нашо ли го прав сега? Кој ќе одговара за овој тероризам? Па ова е срамот, ова е глупо на 21 век, депони да се пазат, тоа е глупо нешто. Во близина тука до депонијата, па не може немат ни километар и пол, водоводот за Преспа, цела Преспа пијат од тие два извори вода. И водата може сега не е загадена, ни за кратко време ќе се загади и водата. Според јавното предпријатие Комуналец, пожарот е локализиран, а во интервенцијата учествувале екипите на предпријатието, припадници на територијалната противпожарна единица од Охрид, како и цистерна на јавното предпријатие. На депонијата е направен пресек со цел да се спречи ширењето на пожарот кон останатиот дел од депонијата. Континуирано се носи дополнителни количини на земја, која се користи за покривање и задушување на жариштата, согласно состојбата на терен и потребите од интервенцијата. На овој начин се преземаат дополнителни мерки за целосно задушување на пожарот и спречување на негово повторно активирање. Екипите остануваат на терен за следење на состојбата и на временно реагирање. Активистите од Збогом Буково, кои со години апелираат на редовна превенција, се до целосното затворање на ѓубриштето пак, порачуваат дека повторувањето на пожарите е резултат на несоодветното третирање на отпадот. Работите од една страна може да делуваат дека се откочени, но тоа е далеко од посекуваното темпо или потребното темпо. Во меѓувреме, нели ги гледате ситуацијата на терен, се повеќе и повеќе отпад, се помалку и помалку капацитети за справување со него, се позаситено ѓубриште. Решението за целосно затворање на оваа депонија е изградбата на регионалниот центар за отпад во Новаци, а последните информации од властите беа дека проектот тече според предвидената динамика и дека до крајот на 2027 година се очекува да се затворат сите проблематични депонии од југозападот, вклучувајќи и депонијата Буково, која со децении е рак рана за Охридскиот и Преспанскиот регион.